Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат актуелна тема. Ке зборуваме за проблемите во медиумскиот простор, лажните вести, говорот на омраза, медиумската писменост. Мои и ваши вечерашни гости се Младен Чадиковски, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, Марина Тунева, извршен директор на Советот за етика, и Мирче Адамчевски, председател на Комисијата за жалби, исто така од Советот за етика. Добро вечер на тројцата, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и да ни бидете гости овде во Охрид и во ТВМ телевизија. Нашиот разговор ќе започнеме со тоа што денес во ова интернет време лажните вести, говорот на омраза, особено по социјалните медиуми, социјалните мрежи, интернет порталите, за жал се секојдневие. Кој ги креира тие лажни вести и зошто? Која е нивната цел? Ајде, може од Чадиковски да почнеме. Точна е вашата констатација дека се повеќе сме сведоци на таа пропаганда или на ширење на дезинформации преку социјалните мрежи, кои што пак потоа се пренесувани и од страна на одреден број на медиуми, портали, па дури и од телевизии. Не мислиме дека тоа е некој уникатен македонски модел, тој постои на секаде во светот, меѓутоа исто така мора да признаеме дека се повеќе зема замав во Македонија. Кој и зошто ги шири тие лажни вести? Тоа прашање, односно одговорот на тоа прашање не е едноставен, меѓутоа самиот начин на ширење на овие дезинформации и наративот во кој што тие се испорачуваат и како понатаму се преземаат од одредени медиуми, ни говори дека станува збор за групи, интересни групи кои што имаат за цел да шират ваков или онаков наратив во одредено време, зависно од тоа каква е политичката ситуација, општествената состојба, дали во се случува нешто што треба да биде окупирано вниманието на јавноста со нешто друго. Ние бевме сведоци на многу бомбастични групи на лажни вести во последните периоди, како што беше, не знам, киднапирањето на луѓе или киднапирањето на мали деца, што навистина паника. Да, и тоа создаде паника која што имаше за цел да влијае врз чувствата на родителите пред се. А најлесно се манипулира со чувствата на родителите кога ќе им го споменете детето. И многу е тешко да се борите со таква вест во време на социјални мрежи и можевме да бевме сведоци дека дури едуцирани луѓе кои што знаат што е медиумска писменост подлегнуваат на такви лажни вести кои што допираат директно во емоцијата на човекот. Затоа не мислам дека овие и вакви слични содржини и наративи се креирани случајно, не, тие се систематски креирани, правени во одреден период за да покажат недоверба во системот, во функционирањето на, не знам, институциите и така натаму, не дека институциите функционираат совршено, меѓутоа ова беше класична пропаганда. Така. Тоа нема вие што мислите поносно ова прашање? Во најголем дел од она што го кажа колегата Чадиковски се согласувам, апсолутно така е. Со тоа што јас би додала дека не можеме да го спориме фактот дека во медиумскиот простор некако обстајуваат ликови кои што се дилетанти во професијата или воопшто не припаѓаат во професијата. Значи се дозволува некако во тој простор да обстојуваат ликови кои што се служат со овие трикови и тактики на манипулација со јавното мислење и контаминирање на граѓаните со таков тип на информации. Тоа не се факти, значи тоа се пласираат информации со некаква агенда. Агендата може да биде различна. Може да биде агенда заради остварување на некакви интереси на некои политички групи, групации, може да биде заради остварување на некаков економски интерес или може да биде да стои идејата да се биде прв меѓу првите или да се биде поатрактивен од другите на некој апсолутно манипулативен начин. Така што анализирајќи ги мотивите, мислам дека листата може да биде неограничена, но од друга страна загрижува фактот дека
постојат такви ликови во оваа професија, им се дозволува да обстојуваат и понатаму. И тоа е на штета и на граѓаните, воопшто на јавноста, на штета е за медиумите кои што работат професионално, бидејќи неретко знаат да бидат сместени и категоризирани во делот на медиуми кои што знаат да прават манипулација. Значи, граѓаните просто ја губат довербата во медиумите. Знаеме каде бевме на листата на различни меѓународни и домашни извештаи во однос на довербата во медиумите и интегритетот на професијата и на вистина штетата што ја предизвикаа таквите дилетанти во овој простор, во оваа сфера, предизвика енормна штета и кај граѓаните и кај медиумите кои што знаат како да ја реализираат професијата. Така. Адамчевски, дали имаме казни, има ли одговорност за ширењето на лажни вести? Еве, колку у комисијата има процесуирано жалби? Минатата година ги имаме податоците и имаме забележано регистрирано 60 представки, од кои што 65% се однесуваат на членот 1 во кој што се споменуваат неточните информации. Значи, ако речеме дека некоја информација не е точна, значи таа информација е лажна. Така. И, значи, најголем, скоро 65% се лажни од тие представки. И санкции нема, нашата санкција ние што изрекуваме е морална, дека е нарушен кодексот на новинарите на Македонија. Меѓутоа, доколку е пласирана таква неточна вест и доколку во неја имаме елементи на клевета, имаме елементи на навреда или ако има елементи на говор на омраза кои што подлежи на друг член од кодексот, сепак тука се надлежни институциите. Надлежен е судот за клевета и омраза, за кривичниот суд за омраза. Па треба си работат тука, значи институциите си ја презема својот дел од одговорност. Ние можеме само еснавскиот дел да го завршиме, да посочиме некој од еснавот дека ги нарушил етиката и професионалното однесување на новинарот. Инаку, Марина каже на крај дилетанти, не се дилетанти, ја мислам дека тие што ги пласираат лажните вести во овој простор, станува збор за младење во право, не се лажни вести, него станува збор за дезинформација и пропаганда. И се ти да организираш дезинформација и пропаганда, не може дилетант тоа да го направи. Него се работи за организирани, веројатно, мненија, организирани групи, евентуално. Со одредена цел. Со одредена цел. Вие гледате што се случуваше во светот. Пропагандната војна меѓу двете големи сили, меѓу Америка и Русија, ќе земете. Русија ги има Спутник и Russia Today, која ќе видите внатре прекрасно, најпрофесионално направено, меѓутоа станува збор за емисија или за текст или за содржина која што е пропагандна или која шири дезинформација. Истото тоа го имате од Радио Слободна Европа од Америка и од Voice of America, исто пропагандата, значи прекрасно направено, еснавски, професионално. Ние сме сега сведоци на судир на нивни интереси, меѓутоа и си го прави своје и времето. Денес за една секунда може една информација да дојде до илјадници луѓе. Неодамна директно од Нов Зеланд беше пренесувано преку јавните мрежи убиството во џамиите што беа, значи илјадници, десетици илјади луѓе го видат таа во моментот, значи во живо. Во живо како се случуваат тие работи, така што лажните вести не се нешто ново. Тоа се старо. Јас се правам една споредба, викам, ако тројанците не му верува на шпионот Синон, кој што им рече дека конјот тројански што ви го даваме е дар од Бога за вас, ако не верува, Троја се уште ќе постоеше, нема да биде разумна. Меѓутоа и тоа беше пропаганда. Сакам да кажам дека значи не, тогаш се пренесувале со денови или со месеци вестите. Па подоцна кога било Радио ТВ, имате Орсон Велс на емисија имаше направено во 30-тите години за борба на световите и луѓе се јавувале директно во радиото, телефонски да прашуваат што е работа, да не почна светска војна, не почна, значи
Тогаш а сега во секундата, во моментот. Да, во моментот ги се шират. Да. Многу полесно се шират. Четиковски, сами споменавте дека тоа не е исклучиво македонски проблем. Ние знаеме дека ова денес е глобален проблем. Знаеме дека лажни вести се користеа и во претседателските избори во Соединетите Американски држави. Денес лажните вести станаа масовно политичко оружје. Дали нашите институции умеат да се справуваат со нив и како би се справиле? Умеат. Секако дека тешко умеат да се справат институциите со тоа, бидејќи прво прашање е кои институции и на кој начин треба да се борите против лажната вест. Некои велат дека дури војните што сега се водат, веќе се водат преку лажни вести. Значи тоа е лажните вести се војната на ова новото доба, би го нарекле. Така да во такви услови нема некоја универзална или испробана формула како можеме да се бориме против тоа. Сега сите ние ги наоѓаме начините што и како треба да правиме. И ние, и Советот за етика, и останатите новинарски асоциации кои што на овој или оној начин треба да бидат заинтересирани што помалку да ја има пропагандата и дезинформациите, а да превладува професионализмот и вистината. Реков, испробана формула за тоа нема. Институциите особено им е тешко во оваа ситуација да се снајдат, бидејќи тие никогаш не ни биле на некој начин внесени во оваа битка како да ја водат или како на тоа да се спротивставуваат, но мора да работиме на професионализација и стандардизација на работењето во медиумите. Кога мислам на медиумите, мислам не само на мејнстрим медиумите, туку и на оние медиуми или портали кои што сакаат навистина да бидат дел од новинарската земница, такви не се малку. Кога ние би имале стандардна, добра професионална работа во поголемиот дел од медиумите, само така ќе можеме да ги поклопиме оние другите пропагандистите да не доминираат во просторот. Сега за сега тоа е навистина тешко, не верувам дека ќе биде многу полесно, но наша единствена задача ќе биде да ги препознаваме и да им кажуваме и на гледачите и читателите што е лажна вест, а што не е лажна вест. Так. На тој начин, кога ќе ги изолираме како некредибилни, неверодостојни, како медиуми или портали кои што шират пропаганда, тогаш читателот ќе има малку поизоштрено чувство за да ја препознае лажната вест од вистинитата вест. И тоа е патот кој што мораме да го одиме од сега натаму и претходно се разбира колку што сме можеле. Како ќе успееме, да, ние сме разговарале многу често и разговараме со колегите од Советот за етика за тоа и има модели кои што се прикладни, но верувам ќе ги разговараме и ни во текот на емисијата. Така. Марина, вие што мислите? Па вака, ние сме во една континуирана заложба, да речам, да истражуваме како тоа функционира во други држави, како треба ние да се справиме со ова, бидејќи нам не ни е сеедно, апсолутно не ни е сеедно кога состојбите се уште траат, кога се уште во медиумскиот етер се шират дезинформации, полуинформации, дел од вистината, искривена вистина, како и да ги наречеме, сето тоа повторно не упатува на феноменот што сите глобално го нарекуваме лажни вести. Значи, тоа е таа непожелна ситуација што не упатува да анализираме како понатаму. Анализирајќи го моделот што го практикуваат во последно време некои од современите општества, значи се прашуваме дали тоа е возможен овде, од причина што ние се соочуваме со една кревка ситуација во која што не би сакале да доживееме критики дека ја ограничуваме слободата на говорот и слободата на изразувањето. Например, во Германија се размислуваше и се донесе една регулатива да се ограничуваат содржини на социјални мрежи, па тие понатаму да не се шират во другите медиуми, така натаму, па во Франција предлози и слично, но таму опозицијата или голем дел од јавноста реагираше на фактот дека на тој начин се ограничува слободата на изразување. А ние сега, ако се вратиме на наш простор, ако ги земеме предвид состојбите какви се веќе подолго време, ако имаме предвид каква беше
какви последици остави раката на државата и институциите на системот веќе една деценија наназад, тогаш се прашуваме што оно што треба да биде случај тука. Во таа смисла се согласувам апсолутно со оно што го кажа колегата Чадиковски, дека работите треба да ги вратиме во рамки на оно што значи стандард на самата професија, да ги насочиме кон делот на саморегулација и се согласувам и она со што го кажа колегата Адамчевски, дека треба да функционираат и институциите. Бидејќи ако малку подлабоко го анализираме прашањето околу лажните вести, дезинформациите и ако ги анализираме последиците што тие ги оставаат, тогаш ние можеме да се соочиме со ситуација на говор на омраза. Неретко лажните вести и дезинформациите предизвикуваат говор на омраза. Говорот на омраза може да предизвика криминал од омраза. Тие две работи се кривично дело. Што кажува тоа? Тоа кажува дека работите не функционирале, работите се ставале под тепих, не се решавале тие проблеми и со самото тие се стимулирале. Како се стимулира говорот на омраза? Преку тоа што не бил казнет, преку тоа што не го препознавале или го препознавале, но немало консеквенции. Така што, ако го анализираме на тој начин феноменот на ширење на дезинформации и последиците што ги предизвикува, неретко тие последици се нешто што е казниво со закон. Значи да ги решаваме работите во координација со институциите на системот, значи повторно упатуваме на одговорноста и на тој дел од системот да ги решаваме со помош на саморегулација и да дојдеме до една ситуација во која што ќе ги изолираме или абстрахираме оние кои што се служат со пропаганда. Нивниот простор, нивното место не е на медиумската арена. Тие треба да бидат исклучени. На крајот на криштата, слободата на говор е слобода на говор само до моментот додека не ограничува некои туѓи права или слободи. Апсолутно. И не треба да се злоупотребува слободата на говор за тоа што за пропаганда, дезинформација и лажни вести. Инаку приметувате повеќе го користам терминот дезинформација од лажни вести, бидејќи лажна вест не постои. Таа не постојача. Тоа е нешто измислено и многу често тоа го користат политичарите во денешно време, кога сакаат да наклеветат некои новинари кои што можеби и честно си ја вршат работата и затоа одбегнуваме да ја користиме ние лажната вест како лажна вест, бидејќи тоа е повеќе вордингот на политичари, почна од Трамп наваму да се шири со една силна експанзија и борете да се употребува, но мислам дезинформација е поточно. Ние практично ги квалификуваме и разговараме за состојбите кои што долго време обстојуваат на оваа сцена. Иако дискусијата околу лажни вести, дезинформации, пропаганда и слично е поинтензивна последниве 2 до 3 години, да речеме, откако нели тоа се масовно се популаризираше и се шираат, значи во други држави како феномен, но ние си имаме таа редовна ситуација, така што можеби денеска сме погласни, можеби денес сме погласни околу овие состојби, меѓутоа тоа е ситуација која што се влече со години наназад. И каде што одговорноста е сноселе буквално повеќе актери во овој процес. И институциите, и граѓанскиот сектор, и образовните институции, и самите медиуми. Во таа смисла, ако ми дозволите да нагласам само уште нешто, а тоа е делот на одговорноста на страна на медиумите. Медиумите може многу да помогнат во овој процес. Значи, оние кои што се декларираат дека работат професионално или на вистина, во вистинска смисла на зборот се држат до нормите на професијата, може да го помогнат овој процес многу во смисла на обезличување на она што се пласира во медиумите и во етерот од страна на оние што јас ги нареков дилетанти, мислејќи на тие што дури ги знаат правилата на професијата, меѓутоа свесно решаваат да ги отврлат. И тоа во мојата дефиниција на нештата е дилетант. Значи, ако некој тврди дека е образован, едуциран и ги знае работите, а тоа не го спроведува во пракса, апсолутно дека е во таа дефиниција. Така што во една заедничка координација работите може да се решат и од страна со помош на медиумите кои што се професионални, кои што ќе го потпомогнат овој процес. И тоа веќе било ситуација. Самите медиуми, знаете вие, имале ситуации во кои што известувале за нешто што било лажна вест или дезинформација во друг медиум. Во таа смисла тие многу помагаат не само за медиумите, туку помагаат воопшто и во она што се нарекува медиумска писменост и освестување на граѓаните или помош на граѓаните за да се знае каде се случуваат проблемите.
Да. Ја споменавте и вие Германија и Франција. Јас негде прочитав дека германските власти предложиле создавање на посебна владина единица надлежна за борба со лажни вести. Адамчевски, што мислите за ова? Тоа имаше анализа во Британија, направена анализа година дена, тело специјално водеше грижа, следеше, правеше и на крај донесеа извештај. Само за тоа. Донесеа извештај и предложија да се формира саморегулаторно тело. Само кој ќе ја следи работата на социјалните мрежи, низ кој ќе се шират лажни вести, низ кој ќе се шири говор на омраза. И тоа тело да биде финансирано токму од тие социјални мрежи. Значи тие да ја плаќа државата, да не ја плаќа него мрежите, такова обврска да биде да го финансираат тоа тело. Колку ќе успеат, мислам, тоа е добро што се става саморегулаторно тело, што е тоа многу добро. Тие ќе треба да направат кодекс свој за следење на тие социјални мрежи. Меѓутоа, од другата страна на Атлантикот па доаѓаат други вести од Америка дека доста е саморегулација, мора да почне да се регулираат овие мрежи. Значи, тие имаме сега допрва и битка ќе се води. Ако Европа има еден поглед на заштита на луѓето од лажни вести, од друга страна на Атлантикот, решенијата може би ќе бидат други, иако таму па дерегулацијата речи се апсолутна во Америка, практично ништо не е регулирано. Но чим американците зборуваат дека треба да се регулира, значи ножот е доеден до коската. Така. Ајде во продолжение да ја погледнеме изјавата на Назим Рашиди од невладината Diversity Media. Тие неодамна спроведуваа токму еден проект за борба со лажните вести. Лажните вести се феномен кој го фаќаат секој простор, секој дел од државата, но и секој дел од населението, и заради тоа треба да се има одреден начин или подобро кажано треба да се збори се повеќе за сите да сватат за што се работи. Секако дека лажните вести во историјата секогаш постоеле, и тоа е едноставно, ако си објавиш некоја вест која не е вистина, но сега со технологиите, лажните вести, освен што постојат, начинот или брзината со која се шират е многу поголема, и заради тоа цел овој феномен станува се по-проблематичен. Кога веќе ова се констатира, не е ништо ново што кажуваме, прашањето кое е многу битно е што треба да се направи за овој феномен да исчезне. И секако дека еден или една од работите што треба да се направи е едукацијата на публиката, едукацијата на луѓето, едукацијата која треба да почне дури од школа, од раните школски години, но исто така треба да се земаат чекори и да се постави или да има некој ред, поготово во онлайн медиумите, за да се знае кој од овие медиуми се портали кои се занимаваат со бизнисот на вести или кои сака да информираат, и кои се можеби порталите што имаат други цели или што сакаат да информираат нешто базично. За да бидам по-сликовит, да речеме, кога ние земаме вестник, знаеме како тој изгледа, и во вестникот кога отвараме има импресиум и се знае која е адресата, кои се уредници и кои се тие новинари кои информираат за одредени теми. Такво нешто треба да постои за порталите, да има некаква регистрација или некаков знак со што би се знаело кој од овие портали, да речеме, се занимава со бизнисот на вести, јас така го нарекувам, или со информирањето, кој има цел публиката да ја информира професионално, со тоа што мора на тој портал да има информации, адреси, уредници и имиња конкретни за ако утре задутре има некаков проблем, за тој да се реши. Зошто го давам овој пример е бидејќи ако одите на маркет или ако одите негде друго во некакви други институции и гледате вестници кои се објавени, тие немаат тежината на вестникот, и луѓето одма знаат дека не се работи за дневен вестник или информативен вестник или неделен вестник, него се знаат дека е нешто што е испечатено за некаква си пропаганда или рекламирање. Истата
истите начала треба да важат и за онлайн медиумите. Луѓето да знаат со тек на време кои се тие медиуми кои се занимаваат со информирање и кои се тие медиуми или портали или други платформи кои имаат друга цел за информирање на публиката, но можеби за комерцијални цели. Овие се неколку идеи кои треба да се нафрлат и кои заедницата треба да ја дискутира. Во овој случај, кога викам заедницата, треба да се вклучат сите, не само новинарите и вестниците и порталите, него поширок сектор во општеството, како што се можеби маркетинг агенциите, како што се другите институции, државните, универзитетите, за да се направи некаква си платформа со која ќе се информираат луѓето што е професионално известување, што е медиум кој професионално објавува и секако што се тие што ние ги нарекуваме лажни вести. Диверзити медија има идеја за вмржување на сите професионални интернет портали како во едно неформално здружение, во кое што ќе нема место за оние кои што шират пропаганда, пласираат дезинформации, говор на омраза, не ги почитуваат новинарскиот кодекс и слично. Што мислите, Чадиковски, за тоа? Треба ли едно такво неформално? Секоја иницијатива која што оди во насока на саморегулација на пазарот, ние ја поддржуваме. Во таа насока ние имавме повеќе средби со Советот за етика за медиуми, тие изработија еден правилник, би го нарекол, во кој што се внесоа сите оние портали кои што се сметаат за кредибилни, професионални и исполнуваат одредени стандарди. Како импресум, подпишани текстови и така натаму, што е навистина една добра база и за и оваа иницијатива и таа иницијатива на диверзити медија. Саморегулацијата треба да стане модел по кој што ќе се препознаваат добрите и квалитетните медиуми во порталскиот бизнис од оние што шират пропаганда и кои што сакаат да преку дезинформации да остваруваат одредени цели на овој или оној начин. Така што мислам дека кога би имале таков еден наш еснавски регулатор, што се вели на овој пазар, тоа би значило, би било многу добре дојдено и за компаниите, и за бизнис секторот, што значи за стопанските комори, а се разбира и за одредени владини тела или организации или агенции кои што би го прифатиле тоа како еден релевантен сорс на кој што они можат да се потпрат. Во тој случај и рекетот што го прават одредени така наречени портали, конфирмите овакво, ќе биде сведен на минимум, нема да се злоупотребува на тој начин, бидејќи компаниите ќе имаат список на портали, медиуми кои што се кредибилни за рекламирање, објавување и така натаму. Доколку некој сака да се брука, да оди на портали што не исполнуваат никакви стандарди, кои што немаат ниту практично ниту вработени се човек, фирма или поединец, фирма или не се или фирма, нема воопшто фирма под рака. Фирма, да, сега само набројувам што се може да биде. Тогаш тоа би било нивна работа, меѓутоа целото општество тоа ќе го гледа и ќе знае да го вреднува и да го осуди. Така што апсолутно сите иницијативи во таа насока се добре дојдени. Не сметам дека треба законски да се регулира тој пазар, затоа што законски прво е многу тешко да го регулирате, повторно ќе значи некакво ограничување на слободата. Ако ние успееме да го направиме ова заедно со останатите новинарски асоциации, тоа сме на добар пат. Така. Тунева, вие што мислите да се формира? Ја поддржувам идејата за едно професионално здружување во таа смисла. Впрочем, тоа и ние цело време го очекуваме, бараме и ја мотивираме медиумската заедница во овој дел, во делот на интернет, односно онлайн медиумите, да бидат обединети на еден таков начин каде што ќе постои една посветеност и грижа кон професионалните стандарди. Она што исто би сакала да го истакнеме дека во оваа смисла многу е важен и судот на јавноста, но и судот на
оние кои што будно ги следат состојбите во медиумското известување. Знаете, неретко сме се наоѓале во ситуација да ни го постават прашањето нам како саморегулативно тело. Дали можете да ни наведете листа на онлайн медиуми кои што ги почитуваат нормите? Ние може тоа да го кажеме сега, меѓутоа за 10 минути состојбите да се сменат. Значи, ние не би можеле да бидеме гарант, еве и како саморегулативно тело, дека оние кои што се регистрирани на нашата листа на медиуми во саморегулативното тело, дека тие за секогаш ќе ги почитуваат нормите. Така што во таа смисла би сакала да укажам и на потребата од тоа будно да се следи работењето на медиумите, како за традиционалните, така и за онлайн медиумите. Во таа смисла не ја потценувам моќта на јавноста и на граѓаните кои што знаат да препознаат каде да се обратат, кој медиум да го следат и кои што знаат како да ги споредуваат информациите. Знаете, ќе се повикам на истражувањето кое што беше изработено за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелна и медиумски услуги. Истражувањето се однесуваше на медиумската писменост и како граѓаните ги перципираат медиумите. Таму имаше една информација дека 73% од граѓаните не му веруваат на еден извор на информирање. Еве да го пренесеме во однос на интернет порталите. Значи, и самите се свесни дека тие не може да му веруваат на еден извор на информација, односно на еден медиум, токму од тие причини кои што ги зборуваме денеска. Поради фактот дека состојбите во оваа сфера се навистина загрозени и се ширеле шпекулации и дезинформации. Значи, самите се свесни како јавност дека биле долго време изложени на таков вид на информации. Така што тие помагаат многу и нам ни помагаат во пријавувањето на случаите на непрофесионализам, во детектирањето, значи впрочем така и функционира Советот за етика во медиумите. Повикувајќи се на работите кои што ги детектирале граѓаните. Доволно е нам да ни се укаже дека нешто е проблематично во медиумското известување. Кога веќе тоа како случај ќе се евидентира и регистрира во Советот за етика во медиумите, тоа оди како случај во рацете на членовите на Комисијата за жалби, кои што можеби ќе откријат уште десетина други прекршувања на етичката рамка. Не само она што ни го пријавиле. Значи, доволно е јавноста да реагира. Тоа е една работа и друго е што во оваа држава постојат и истражувачки институции, едукативни установи, институции кои што будно го следат работењето на медиумите. И нашите организации сме учествувале во бројни истражувања и анализи, сме ги согледувале состојбите. Така што едно обединување во таа смисла ќе помогне многу. Така, значи, потребно е се служувате. Што мислите вие, Адамчевски, за тоа есновско здружение на портали, например, Добро, на Република Македонија? Таа работа не е нова, мислам и заклучното като не е нов. Дури имаше минативе години постоеше едно есновско здружение. Јас секогаш сум бил заложник да се направи такво здружение. Веќе има едно здружение во кое што членуваат порталите од типот на Фактор, МКДМК и други. Тие се обединети околу економските интереси, нивни околу маркетиншките интереси, и имаат и свој маркетички ставено, но и имаат и бараат од оние кои што се сакаат да бидат членови во тоа здружение, да имаат импресуми, да имаат подпишани текстови. Значи веќе јадро некое постои. Сега треба околу тоа јадро да се поразговара, да се направи, за да можат тие меѓу себе да се договорат како натаму. Дали ќе саморегулираат или ќе сакат да ги регулираат. Друга за мене многу поважна работа од формирањето на вакво дружение, на ваква асоциација е тоа што утре други ден веќе во владата се разговара и во медиумската јавност за регулација некаква на порталите, за некакви регистрации. И тоа го имаме како тема, да. Да, меѓутоа ако има здружение, ако има јако здружение, тоа здружение ќе биде партнер на владата. Нема, ако се разединети, владата ќе рече на крајот од краиштата, разговаравме со овие медиуми, оти веќе сега владата викаат, представници од владата, имаме барање од некои сериозни портали, дека треба да се направи тоа и тоа. Меѓутоа, ако како партнер се јави асоциација некоја од портали, тогаш владата поинаку ќе треба да се однесува кон нив, ќе мора да води грижа и за нивните ставови во поглед на дали било регулација, дали било саморегулација или регистрација. Така.
Марина сама ја начна нашата следна тема, тоа е медиумската писменост. Во текот на образовниот процес, во текот на една училишна година имало отприлика 10 часови во склоп на мајчиниот јазик се учело околу медиумска култура. Вие, Марина, кажавте една поинаква анкета. Јас овде имам една друга анкета која што имам извадена од Институтот за комуникацијски студии. Како граѓаните ги перцепираат вестите од социјалните медиуми? Значи, поголемиот број од нив не проверуваат кој е воопшто изворот на веста. Значи, за нив сите портали исти и скоро никој не проверува уште неколку портали за да се увери. А и Чадиковски спомна, значи, и Адамчевски, колку пати една иста вест и да е дезинформација се случува да е објавена на десетина портали, а не на еден. Значи, ајде околу медиумската писменост, како да го подобриме тоа? Потребни се постојани обуки, би рекол, на населението, може би не беше вистински збор, но описменување на граѓаните за тоа што значи вистинска вест, што значи невистинска вест. Порано беше навистина лесно, кога сме имале една, две или три телевизии и она позната изрека кажа на телевизија, остана да лебди. Кога ќе кажат на телевизија, тоа е кажано и тогаш е тоа вистина. Меѓутоа, сега веќе не е така. И секој на се верува и никој на ништо не верува, затоа што се создаде таа еден галиматијас од море, океан на вести, информации и дезинформации и на тој начин се изгуби и довербата до некаде во медиумите, па дури и во мејнстрим медиумите. Треба да работиме сите заедно и како редакции и телевизии и вестници и како портали на описменување на граѓаните. Мора да работиме на разобличување на тоа што се вели дезинформација и лажна вест, а секако и да го шириме што повеќе тоа за да допре до што поголем број на гледачи и на читатели. Ако остане тоа само да биде на нашите форуми и на дебати, тогаш ништо не сме направиле. Тогаш само ќе се сведе све на зборување. Значи, здружување е потребно, сите што сакаат да бидат дел од професионалниот терк, ние сме тука и како организации на медиуми, и како новинарски асоциации. Се разбира дека мора да постои за тоа добра волја. Сега постоја, знаете, има една разединеност се уште во секторот. Секој си огледа својот интерес, бизнис интересот, се борат за дојдат до некои пари, не знам, национални телевизии, овакви телевизии. Всушност, ние гледаме дека ние го губиме новинарството додека сме така разединети. А патот за професионално новинарство е еден и сега да не се повторуваме зашто и како. Така. Тонева, што мислите вие? Треба ли ревидирање, например, и на образованието, образовната програма, малку повеќе да се посвети внимание? Поставивте вистинското прашање, токму тоа сакав да го споменам. Значи, во делот на образовниот систем, таму треба најмногу мерки да бидат преземени. Граѓанскиот сектор се покажа како прилично активен. Резултатите кои што се остварени досега би рекла дека се доста солидни. Значи, ние како организации, Сдруженијето на новинари, Советот за етика во медиуми, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, сите ние па и други актери во граѓанскиот сектор имаме преземено некакви чекори во однос на медиумската писменост. Сме работеле со колегите новинари, бидејќи таму е потребна медиумската писменост. Сме работеле со различни категории на граѓани. Сме работеле со помладата популација и така натаму. Меѓутоа, состојбите нема да се променат на долг рок, доколку тоа не стане, доколку концептот на медиумска писменост не биде внесен систематично во образовниот процес. Така. Неколку часа или во рамки на некој предмет, дали по мајчин јазик, дали гласен час или во рамки на некој друг факултативен предмет, тоа не е вистинското решение. Значи, ова треба концептот на медиумска писменост да биде внесена во образовниот систем и во едукацијата на младите од најмала возраст па понатаму.
Тоа значи систематично решение, тоа значи имплементација на еден модел кој што навистина ќе оствари резултат. За медиумската писменост не смее да се размислува само поводно и не смее да се размислува само низагол на тоа дали некој од донаторите се солидаризирал со заедницата и со граѓанскиот сектор и решил да му даде одредени средства за да спроведе одредени обуки. Секако дека резултатите се добри и она што ние го правиме се покажало како навистина значајно со голем импакт, меѓутоа, ако не се размислува посеофатно за ова прашање и во рамки на целиот систем, тогаш навистина резултатите нема да бидат долгорачни. Така. Адамчевски, што мислите вие, како вистинските вести да дојдат, да ги препознаат, особено младата популација? Па, делот го кажавте веќе и Младен го каже и Марина, мислам, треба да се води сметка. Прво за медиумските се описмени младата генерација. Според мене тоа треба да се почне што од градинка, каде што со игри, значи не мора да им се каже што е весел или што е, како да се пријде кон него, со различни игри да се навикнуваат децата на што да се посвети мене, како да се посвети. Потоа во осмолетка треба друга програма, во средното училиште треба трета програма, значи системско решение е потребно. Сето тоа кој ќе се направи, потреба сега да се обучуваат и новинарите и оние новинари во наводници кои што препишуваат, барем да знаат што да препишат кога препишува или кога презема некоја вест, да знае дека презема погрешна вест, дека не е точна, значи тој да биде писмен. Значи треба, за жал, јас секој пат сум викал дека новинарите во Македонија се прекрасни, дека се многу добри, дека над 90% се над 90% од нив не ги нарушуваат многу стандардите, дека виновни се главните уредници и уредниците кои што се воспрега со собствениците на медиумите, меѓутоа еве сега се покажа особено со нова ера на онлайн медиуми дека треба да се описменуваат медиумски и новинарите. Медиумската писменост почна уште јас знам пред многу години ги ставаше темелите на медиумска писменост и обучуваа наставници. Значи ги става основите на медиумска писменост, што е и како е. Меѓутоа денес не зборуваме за медиумска писменост од тој тип што е вест, како е вест во печатен или во радиодифузен медиум. Сега треба да се зборува за дигитална писменост. Значи да знаат ова што ми го поставите прашањето. Да. Децава како, млади, затоа што тие се нон-стоп цело време се на телефони. Така е, од тука, од интернет се чита. Што не се поттикнува на интелектуална љубопитност кај помладите генерации, кај студентите, значи тие практично информациите им се сервирани сега со технолошката револуција и со овие алатки, буквално се нема потреба да се побараат повеќе извори на информации. Многу треба се работи во тој дел. Значи да се поттикнуваат. Ете, тоа е една од последиците што концептот на медиумска писменост не функционира на вистинскиот начин во образовниот систем. Точно. Тука е проблемот. Децата ќе бидат главните консументи на тие, мислам, сегашните деца. Точно. Кога ќе пораснат, ќе бидат главните консументи на се ова што се случува во медиумскиот простор и они ќе треба да научат како да го препознаат, затоа добро рекоа колегите, тоа е патот од најмали нозе треба да се почне во образованието, да. Знаете, во оваа дигитална вистина ера, еве, мене ми се случило да читам нешто и да не знаеш дали е вистина или не. Не знаеш, збунет си, проверуваш, други немаат, па се случува 5-10 портали да најдеш дека имаат. Не ги знаеш кои се порталите, така не знаеш понекогаш дали да веруваш, дали да не веруваш. Професионалец и знаете отприлика што може да очекувате, а не секој тоа го прави. А знаете на Facebook колку ете и интелектуалци и писмени луѓе споделуваат лажни вести? Значи, да, точно така. Збунети во паника, ете ќе видите кај некој пријател кој што е и ја споделил веста. Ние се надеваме и очекуваме дека со приближувањето на Македонија кон ЕУ ќе почнат да важат правилата кои што за таму веќе се зборува многу погласно и многу повеќе. Социјалните мрежи како што се Facebook или платформите како што се Google ќе мора во иднина да обратат многу повеќе внимание на тоа како да го спречат ширењето на тие дезинформации и пропаганди. Овај едниот сегмент од приказната е наш, внатрешен, кој што треба да го работиме. Вториот е глобален и тој мислам дека овие големи
електронски конгломерати ќе едноставно ќе бидат приморани да го систематизираат и направат на тој начин да ги препознава сите можности за злоупотреба, пропаганда, ширење на омраза и останати малформации, како не би се ширело на друг начин. Доколку тој сегмент не успее да се на некој начин регулира преку нивните алатки кои што им стојат на располагање, само ќе треба да водат во препознавање на што се вели лажна вест, тогаш нашава битка ќе биде многу потешка. Да не речам ќе биде како да со тенк сакате да пукате со пиштол. Така. Ајде, сега предлагам да погледнеме реклами и ќе продолжиме со медиумската, односно со писменост, така и новинарите и уредниците и како тука да се подобри, да се превземаат, да не се превземаат тие вести. Се враќаме. Продолжуваме со нашата тема лажни вести, ширење на говорна омраза на социјалните медиуми. Како што кажав, ќе прашам сега, каде се новинарите и уредниците во оваа приказна на ширење на говорна омраза, паника, лажни вести? Ајде, Адамчевски, вие. Па, јас мислам дека новинарите, главните уредници се во таа битка најважни, затоа што тие креираат и уредувачката политика на медиумот. Сега зборам не за онлайн медиумите, за оние сериозни медиуми кои што имаат уредувачки колегиуми и кои што дискутираат за содржините на нивните медиуми. И мислам дека одговорност е најмногу на главниот уредник, кој што ќе треба да си знае со какви кадри располага, со какви средства располага, за да може да креира таква уредувачка политика која што нема да дозволи користење на лажни вести. Така. А што се однесува до онлайн медиумите, кај нив ова не важи за нив, затоа што таму се поединци или таму најмногу 20 или 3 работат и многу ќе биде потешко таму да се работи. Има и сериозни онлайн медиуми, со 10, со 15 работи, има и такви сериозни онлайн медиуми и тие водат сами сметка, сами водат грижа. Затоа мислам дека тие треба да бидат репер, а Сдруженијето на новинари, Советот за етика и други медиумски асоциации, како Македонскиот институт за медиуми или Институтот за комуникацијски студии, треба во сета тоа да помогнат преку разни проекти да почнат да ги описменуваат и собствениците, и главните уредници, и новинарите надолу, а доколку се формира сериозно здружение на портали, тогаш и тоа здружение ќе треба своите да води грижа за своите новинари или за тие што работат во порталите. Така. Тоа нема вие што мислите. Последица за која што сакав да зборувам накратко е и фактот дека поради тоа што се пласираат лажни вести во медиумите, се креира и една лажна реалност. А како се создава лажната реалност? Лажната реалност се создава и преку селективното информирање за одредени настани. Кога битни, значајни теми и прашања се запоставуваат и сведоци сме дека и големите и мејнстрим медиумите го правеле тоа. Или за одредени прашања информирале селективно. И тоа е проблем. И тој феномен можеме да го изедначиме на некој начин со феноменот на лажни вести. Ако вие одредена тема или прашање за тоа прашање информирате на селективен начин, вие градите една лажна слика пред јавноста. Таа не е доволно и вистински соодветно информирана. Така што јас би сакала да повикам на одговорноста на еден медиум, на целиот колектив, без разлика дали е тоа редакција од 10 на 20 луѓе или е само од еден човек. Многу е значајно каква агенда креира самиот медиум, каква реалност креира како резултат на своето информирање. Дали, макар и да зборува само за 5 теми во текот на денот, дали ги обработува на вистинскиот начин? Дали информира за најзначајните прашања во нашиот општествено-политички контекст? Дали се информира само за политика, а се запоставуваат другите значајни прашања? Знаете, имаме ние многу гласови, многу граѓани кои што реагираат на фактот дека на вистина значајни прашања од јавен интерес ги нема во медиумите.
И тука мора се работи многу со колегите и да се работи со уредниците, без разлика на мотивите зошто тие пласираат, изборуваат за одредени прашања, па и за тие прашања на одреден начин. Значи, мора се работи многу со нив и во таа смисла. И тука ја гледам основата за примена на концептот на медиумска писменост во самата редакција. Ако се тргне од таму, ако се разговара за прашањата на ваков начин и се коригираат состојбите, тогаш и јавноста ќе биде во многу подобра позиција. Така. Чадиковски, вие? Ако ви кажам дека годинавас на факултет за новинарство се запишале 3 луѓе, тогаш мислам за што треба да збориме, за тоа каква е состојбата во медиумите. Изминатите 10 години, 10 години, па и повеќе, медиумите беа девастирани во Македонија. Значи, да не речам, уништена беше новинарската работа и новинарската професија. На кој начин? На тоа што се внесоа огромни милиони суми владини пари во медиумите, се уништи медиумскиот пазар на тој начин, никој не трчаше веќе по реклами, туку сите трчаа по владините пари, за да се додворат, зимајќи ги владините пари, за возврат се додворуваа на владата и на тој начин практично тие прифатија да бидат корумпирани. Во такви услови ние создадовме мејнстрим медиуми, добар дел од мејнстрим медиуми, кои што беа корумпирани медиуми, кои што има корумпирани уредници и корумпирани новинари. Тие своето знаење на такво новинарство го пренесуваа на младите генерации. И денеска дојдовме до ситуација да 3 луѓе во Македонија сакаат да се запишат на новинарство затоа што видоа каква е состојбата во новинарството. Значи, ние не создадовме медиуми, создадовме монструми во медиумите и монструми од медиумите, кои што денеска се обидуваат согласно новите услови на пазарот да глумат некаков тип на професионалност, као тоа било поминало, па сега ќе одиме понатаму, ќе свртиме нова страница. Тоа така не оди. Оние што биле дел од проблемот не можат да бидат дел од решението на проблемот. Сакам да кажам дека професионалците во ЕСНАФот мора да си ја фатат работата во своји раце и преку работа во редакциите да го покажат тоа што најдобро го знаат. Но за тоа ни треба подршка од целото општество, потребна е подршка и од институциите, а не сега едноставно да мижиме пред сите девијантни појави во новинарството, затоа што некој преку ноќ ја сменил уредувачката политика. Тоа така не оди и на тој начин нема да донесе ништо добро, туку само ќе биде нов модел како не треба понатаму. Бидејќи многу е лесно ние преку ноќ сите да ја смениме уредувачката политика, за да се додвориме на овој или на оној. Тоа не е целта на новинарството. Целта на новинарството е да го каже она што политичарите не сакаат да го слушнат. Кога сите ќе знаеме дека е тоа целта на новинарството, тогаш ќе имаме добра и јасна цел пред нас. Така. Тонева, ова се вистина поразителни бројки. Јас не знаев 3 запишани на факултетот за новинарство. Што мислите вие? Што ги демотивира покрај ова што го кажа Чадиковски? Можеби се тоа и состојбите со ниски плати? Повеќе фактори. И ниската доверба во новинарството, значи губењето на кредибилитетот на професијата, фактот дека сме оценувани на дното на листите по слобода на изразување, значи едно сеопшто етикетирање на состојбите во оваа сфера на еден многу негативен начин. И секако лошите услови во редакциите, значи се правеле бројни истражувања кои што упатуваат на тоа дека навистина нема мотивација, особено за младите новинари, да се внесат и да се вложат во професијата. Како функционираат тие? Значи да погледнеме во една редакција со неколку луѓе кои што буквално треба 5 случувања денеска да ги офатат, да ги обработат. Да. На кој начин може да го постигне тоа? А каква е мотивацијата? Каква е компензацијата за тоа? Значи, мора се погледне и кон работните услови. Ние буквално, јас еве самата сум предавала на студенти по новинарство на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Сме разговарале со родители кои што не сакаат да ги запишат своите деца на... Сметаат дека тоа е голем ризик да им дозволат да студираат новинарство. Следејќи ги состојбите, тие своите деца ги советуваат да не избираат таа професија. И за жал, гледајќи ги околностите во кои што функционирале и функционираат, тоа може би е вистинскиот совет.
и од тие причини имаме такви последици. Значи, мора да се работи на систематичен начин, повторно ќе речам, во тоа да се врати довербата во професијата, а понатаму тоа ќе биде синџир на реакции. Така. Но, оваа професија е прекрасна. Мислам, ова е најдобрата професија можеби на светот, барем ние што сме ја практицирале на начин на кој што треба да биде практицирано, тоа го знаеме. Не ќеме сега со ова да не испадне дека и ние ги демотивираме младите луѓе. Ние сакаме само да кажеме дека оној начин на кој што порано постоеше во изминативе 10 години новинарството не смее веќе да биде практикуван. На новинарите им даваа готови текстови само да ги читаат во редакциите и тоа беа македонските новинари. Тие млади луѓе така научија дека тоа е новинарство и за тоа треба да земат плата. Не, тоа не е новинарство. Затоа треба да се вратиме 15-20 години наназад, кога немаше ни силно ЗНМ, немаше ниту Совет за етика во медиумите, немаше ниту МИМ, немаше ни комисија за жалби, па новинарството беше на многу силни гранки. Сега имаме све ова, само го немаме новинарството. Сега нашава цел и задача е да се обидеме да го вратиме. Јас сакам да го илустрирам малку ова и на еден друг начин. Значи, сум се нашла во двете позиции и како професор на студенти по новинарство, каде што треба да ги учиме на правилата на професијата, и се наоѓам на терен во Советот за етика во медиумите, каде што буквално секојдневно констатираме ситуации на прекршување на кодексот. И во комуникација со граѓаните и јавноста кои што велат нема простор за етика. Каде е етиката? Етиката во новинарството не постои. И сега буквално сме се соочувале со ситуации како да се работи. Дали да се работи на начин што постојано ќе се укажува на нормите на професијата, на оној идеален начин како да се одработува оваа професија, или да ја прифатиме онаа сива реалност која што обстојувала подолго време овде и да се адаптираме на неа. Мојот одговор е апсолутно оди во насока на првата алтернатива. Значи, ние треба да продолжиме да работиме според нормите на професијата, така да ги учиме младите луѓе, така да ги едуцираме студентите, така да работиме со медиумите, така да разговараме со уредниците и собствениците на медиумите, се со цел да се вратиме онаму каде што треба да бидеме. И да го вратиме кредибилитетот на професијата. И да не се случува онај тренд кој што навистина верувам дека и колегите ќе го критикуваат тоа, уредниците или собствениците на медиумите да не им дозволуваат на своите кадри да посетуваат обуки и случувања за професионален развој. Некако се губи довербата во тој дел, сметајќи дека можеби нивните вработени или немаат доволно време, или пак знаат се. Или пак знаат се. Мора да се вложува во кадрите континуирано. Усовршувањето. Секој усовршување, секоја надградба и личен развој е добра, а тоа е инвестиција и во медиумот и во резултатите. Така индиректно е инвестиција, точно. И тројцата цело време зборувате за саморегулација. Голем дел од колегите со кои што јас сум разговарала, собственици, уредници на интернет портали, велат не е доволна саморегулација. Дали се согласувате дека треба некој закон, треба некој регулативно тело, за да се воведе ред во овој хаос, зборувам за интернет порталите, во овој хаос кој што денес ни се случува, затоа што сите знаеме какви медиуми, какви интернет портали има. Ајде, Дамчевски, прво вие. Јас сум против регулацијата во интернетот, особено во моментов, затоа што Македонија се уште не е демократска држава. Кога ќе стане Македонија демократска држава, тоа ќе можеме да ги регулираме. Ние знаеме, сега може да се донесе нешто за законско некое решение. Меѓутоа, велиме, може би оваа власт ќе биде нетолерантна, него ќе почитува некои одредени норми. Но што таа кој ќе се замени, како што се случуваше кај нас, па ќе дојде друга власт. Па ќе ги користи тие законски решенија за да затвори некој портал, например. Или друг медиум. Затоа во моментов јас сум против регулацијата на интернетот, тоа сум против регулацијата на интернет порталите, се дека Македонија по 10 години, да речеме, или ако влеземе тогаш во Европска унија, па некои норми ќе мора да почитуваме и тогаш би можело да се донесе некаков вид регулација, односно корегулација. А сега за сега сум против тоа. Законска рамка постои, само таа треба се спроведува. Тоа еве неколку пати го искомунициравме како порака дека навистина треба да функционира системот, да функционираат институциите. Ако нешто е казниво, да се казни.
Ако е нарушена приватноста, офатено во закон. Ако има дискриминација, говор на омраза, офатено е во закон. И така натаму. Така што и јас авторски права. Значи ние не сме за да се носи дополнителна законска рамка. Ја има. Што ако носиме нов закон? Ако тој не се спроведува во пракса. Да, но има портали кои што немаат ни собственик. Нигде не е запишано. Па од тука, од тие причини ние, нели еве во делот на саморегулација, го донесовме системот на правила да бидат како тела кои што се регистрирани дали граѓанска организација, дали како медиум, меѓутоа да сносат правна одговорност за тоа што го прават. Законска одговорност за тоа што го прават. А понатаму законската рамка е доволно широка за да ги покрие и тие сегменти од нивното работење. Освен тоа, нашите анализи се подпираат, значи новаа медиумска професионална заедница за саморегулација на интернет. Медиумите се подпираат врз основа на анализите кои што сме ги правели и праксата која што функционира во современите демократски општества. Ниту Советот на Европа, ниту ОПСЕ не се за регулација на интернет просторот. Напротив, тие се за саморегулација, сметајќи го за единствениот простор кој што може да биде слободен и за слобода на изразување. Меѓутоа, тоа не значи дека интернет порталите треба да бидат амнестирани од одговорноста да известуваат професионално. Напротив, ние сме за тоа да функционира како што треба. Една од препораките на Советот на Европа е дека за работата на интернет порталите треба да се во однос на таа работа да се анализира институционалниот, политичкиот и економскиот контекст во државата. Што е тоа што ги тера интернет порталите да действуваат на тој начин? Пари, тоа е тоа што ги тера. Еден од можните одговори. Од тука не случајно економскиот аспект е значаен во однос на анализа на тоа како работат интернет порталите, зошто се случуваат одредени состојби и каде понатаму треба да бидат преземени мерки. Чадиковски, вие сте веројатно за саморегулација. Јас сум апсолутно за тоа да се одвојат добрите од неквалитетните портали, за да не испадне дека во покрај сувото гори суровото. А патот за тоа го гледам преку ова што веќе и колегите го кажа, а и јас мислам дека е добро, преку широка и цврста саморегулација која ќе биде прифатена од бизнис заедницата и од другите институции. Така, да биде поддржана. Да знаат каде инвестираат и кого спонзорираат и каде се рекламираат. Знаете и кога јавноста... Советот за етика имаше и повик до рекламодавачите да водат сметка кому дават, како даваат реклами, во кој медиум ги инвестираат своите средства. Во некоја наредна фаза мислам дека и како Совет, како здруженија би можеле тоа да го подпишеме и со стопанските комари и со другите бизнис елементи во општеството и на тој начин ќе се создаде поголема клима, да му се даде поголема гласност на целиот тој процес. Така. Но да остане само регулација, дефинитивно. Да нема регулаторно тело. Добро. Ние, знаете, се плашиме од импликации во иднина, што, например, ако во овој сегашен политички контекст се донесе рамка, еве па хипотетички зборуваме, се донесе рамка за регулација на интернет порталите, што понатаму, знаете? Како биле злоупотребувани законите за да се вршат различни влијанија, па така тоа може да биде импликација и на во иднина. Освен тоа, дури и да има законско решение, не можете да го регулирате просторот. Интернет порталите ќе продолжат да постојат. Ако не од тука ќе бидат регистрирани на Канарски острови, во Холандија, во Британија, било каде и ќе може да функционираат на македонски јазик и повторно ќе ги има. Значи тоа е ловоматно такво законско решение од една страна, од друга постои стравувањето дека може да биде искористено за ограничување на некои веќе загарантирани права и слободи. Така. Како последна тема би сакала да проговориме за изборната кампања. Ние во Охрид имаме и градоначалнички избори, па што мислите? Очекуваме ли голем број на лажни вести од политичките куини на двете партии? Ајде, кој сака прва? Ајде ту, нека биде прва. Ова прашање многу често ни го поставуваат во последно време. Јас би рекла ќе очекуваме, знаете зашто, бидејќи праксата ни го потврдила тоа и поради тоа што ние многу често сме во изборна ситуација. Значи факт кој што не можеме да го подцениме. Наоѓајќи се во такви околности, ние знаеме од прилика што се случува предизборно за време на кампања, при сумирање на резултатите од изборите и така натаму, така што е очекувано. Но од друга страна, знаејќи ги и следејќи ги состојбите,
на непрофесионалното известување континуирано ни се укажува. Така што јас не очекувам дека можеби ќе имаме една ситуација што ќе биде шокантна за нас и што ќе ни изненади. Значи, ние сме континуирано сведоци на примери на лошо новинарство или лошо известување на некој медиум. Така што очекуваме дека тоа ќе продолжи, а кога ќе го подкрепиме со интересите кои што стојат за тие процеси, тогаш нормално е да се очекува дека некои од нив непрофесионално ќе вршат својата дејност. Така. Јас очекувам и ова моје тврдење го темелам на она искуството што ги имаме од представките што ги добивавме во изминативе 4 години. Значи, во сите изборни процеси расте бројот на представки, така да мислам дека таа тенденција кога има избори да се зголемува бројот на лажни вести, бројот на навреди, клевети или бројот на нарушувањето на етиката и професионалноста ќе бидеме сведоци и оваа година, дотолку повеќе што мислам и Марина каже дека Македонија во перманентни избори последниве, на секои 2 години имаше избори, ште локални, де претседателски, де парламентарни, аморени парламентарни, и сето тоа покажуваше дека медиумите ги нарушуваат етичките и правила и професионалноста. Знаете, може би вреди да се укаже на тоа дека многу често во такви фази на предизборно кампањи и слично сме забележувале дека не се прави дистанца од субјектот за кој што се известува, темата за која што се известува. Тоа е практично една од најпрекршуваните норми предизборно, освен прекршувањето на член 1 од кодексот и непроверувањето на информациите, брзина, други мотиви кои што стојат за тој процес и фактот дека не постои она неутрална дистанца која што се очекува од новинарите при известувањето за изборите. Политичките партии Чадиковски секогаш и на други си ја префрлуваат вината, за да се навели ВМРО ги пласира лажните вести и обратно. Ние не видовме дека престанаа лажните вести. Значи кампањите нема не почна, а лажните вести продолжија и за кандидатите за председател и од едната и од другата страна, и веќе тука човек наистина не може да се снајде кој од каде, од кој центар доаѓаат лажните вести. Некои велат сами си пуштаат лажни вести за потоа да ги демантираат, други велат другите си пуштаат. Така да не би навлегувал во квалификација за тоа кој ги пушта тие лажни вести. Очигледно е дека постојат, дека организирано се пуштаат на овој или на оној начин, на Facebook, на Twitter, преку лажни тие ботови, како што ги нарекуваат. И ќе биде забавно во секој случај, но ние да гледаме да не ни биде толку забавно, туку малку да се обидеме тоа да го сведеме на минимум од нашата страна или барем да го демистифицираме колку што е тоа можно. Знаете дека има може да додадам тоа ако дозволите. Ние подпишаа 50-60 медиуми. Со Државната изборна комисија тоа сакам да прашам. Прво сакам да кажам дека во ваквите процеси многу е значено и културата на говор. Достоинството на однесување. Тие се многу значајни работи. Медиумите ќе бидат добри соработници доколку изјавите од тој тип за време на изборен процес или кампања не ги прелеваат во своите медиуми и во известувањето. Во смисла, доколку, еве да речеме, сме имале ситуација на така наречена воинствена реторика, подпалувачка реторика од страна на некои политичари. Медиумот препорачливо е да не ја пренесе. Или, ако ја пренесе, да го направи оној дополнителен напор и на јавноста да укаже дека тоа е погрешно. Да едуцира јавноста дека тоа е со цел да се разобличи реториката на некој политичар или некој кој што претендира да има одредена функција. Тие обвинувања да не го остави онака пасивно да обстојува во етер и граѓаните да бидат изложени на тој говор кој што и тоа како може да ги мобилизира понатаму, па и за насилно однесување. Така. Еве за прв пат со Државната изборна комисија направи регистар на портали кои што ќе може да учествуваат во изборната кампања. Што мислите, ова е позитивно, ќе има некаква контрола, затоа што знаеме дека огромни пари се слеваат тука и ќе има ли некаков успех? Тоа што се направи регистар на портали и ќе се води сметка дали учествуваат. Тој регистар прво е сосема нерелевантен. Значи тој регистар што е направен во Државната изборна комисија не е базиран врз база на никакви критериуми. Значи, тој регистар слободно може да се фрли во вода. Не треба да постои. Кој сака таму беше повикано кој сака да се пријави, дека имаш фирма. Меѓутоа постојат уште сигурно 10-30 портали
кои што воопшто не биле информирани за тоа дека треба да бидат пријавени во тој регистар. Точно е дека тоа беше дел од законското решение, меѓутоа точно е и дека прв пат се прави и за прв пат ќе се види колку е тоа неприменливо и колку лошо ќе функционира. Од сега веќе сум свесен за тоа, што одгласот што доаѓа до мене од страна на порталите кои што заради X причини не се акредитирани тамо, а се сосема коректни и професионални, создава проблеми, така да што ќе видиме на кој начин ова ќе се регулира, иако наистина не ја гледаме причината зошто тоа се направи. Да си имало увид каде, како се распределуваат парите во интернет медиумите, така Државната изборна комисија вели, ќе имала увид. Инаку да дополнам на нешто што испуштив да го споменам, а мислам дека е значајно. Значи, Советот за етика во медиумите има донесено повелба за етичко известување за медиумите, која што пред некоја година, пред избори, беше донесена заедно со медиумите. Значи, текстот на таа повелба беше заеднички составен во соработка со медиумите и ние би повикале и би подсетиле, и тоа веќе го направивме, меѓутоа ќе продолжиме, значи со тоа да укажеме на почитување на правилата кои што се наведени во таа повелба за етичко известување за изборите. Без разлика на типот на медиум за кој што се работи, дали се интернет портали, традиционални, радиодифузни медиуми, сите под еднакво ја сносат одговорноста. Барем тие што ја подпишаат, тие да ја почитуваат. Ние сме имале ситуации на тие што ја подпишале буквално преку ноги да ја прекршат, меѓутоа барем јавноста е сведок кој ги прави грешките. Така, ете за крај, ако може по една порака и за граѓаните, па и за колегите новинарите да испратите, и тоа завршуваме нашата емисија. Ајде Чадиковски. Па, ние не сме политичари, не сме навикнати предизборни пораки да повикаме на достоинствено известување од страна на медиумите, професионално. Пред се разбира, медиумите може да се делат на леви или десни, меѓутоа не можат да се делат на професионални и непрофесионални. За жал тоа се случува и ние би апелирале сите да отидат на оваа страната професионални, а за бојата не интересира. Така. Мојата порака би била, колеги новинари, да си се грижиме за професијата, за добробитта на оваа професија, самите најдобро ќе си се грижиме, да не дозволуваме на други центри на моќ, поединци, групи, sejedno да ја злоупотребуваат нашата професија. Ние сме носители на таа професија, ние имаме врската да си ја сочуваме и да го вратиме интегритетот. Така. Адамчевски. Па ево, јас би сакал, ако може, медиумите сега за време на избори и во предизборието да ги демонтираат нашите очекувања дека ќе да нема толку дезинформации. Не етички или непрофесионално. Така. Ви благодарам на тројцата што издвоивте дел од вашето скапоцено време, бевте гости овде кај нас во ТВМ телевизија. Благодариме за покана. Почитувани гледачи, верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме повторно. Прашалник, бидејќи е време за прашања. Довидување.